10 улици во градот Кочани ќе добијат асфалт. Денеска во просториите на општина Кочани беше потпишан договор со компанијата Евро Инк од Гевгелија за изградба и асфалтирање на улиците. Денеска го имам задоволството како градоначалник да ги подпишеме договорите за реализација на делот од кредитот кој што го имаме склучено како општина со Светска банка за асфалтирање на 10 улици во градот Кочани, 10 улици кои што на граѓаните на општина Кочани им се познати повеќе пати и кои што се опфатени со овој договор. Изведувач на работите е компанијата Евроинк од Гевгелија, една солидна куќа која што победи на меѓународниот тендер и со која што денеска го подпишавме договорот. Очекуваме дека предвидениот рок од 9 месеци, сметано од денот на подпишувањето на договорот, ќе биде испочитуван, дури имаме навестување дека и ќе биде скратен. Сакам да напоменам дека, бидејќи се работи за сериозна работа во градежниот дел, односно за доста голема работа за општината Кочани, имаме посебно распишено тендер и на тендерот победи надзорот кој што има специјално задача за надгледување на оваа работа, односно контролирање на оваа работа која што ја наговестив. Сегашната вредност на за 10 улици е 54 милиони и 300 илјади денари. Очекуваме дека целокупниот износ ќе биде потрошен и за останатите 3 улици кои што ги имаме, меѓутоа дури после завршувањето на работите, што ќе биде во зависност од квалитетот на работите и роковите за завршување на работите и во координација со Светска банка да се потрошат сите 61,5 милион денари. Градежните работи на асфалтирањето на улиците ќе ги изведува компанијата Евро Инк од Гевгелија, компанија која го доби меѓународниот тендер. Овој договор исто е така од голема важност и за нашата фирма, која постои повеќе од 25 години на македонскиот пазар, па и пошироко. Броиме околу 100 вработени лица, досега секој пат со позитивен финансиски обрт. Имаме голем обрт на механизација и веруваме дека квалитетно, успешно, навремено ќе го завршиме проектот изградба на 10 улици со потпорни зидови и атмосферска канализација во општина Кочани. Со помош на локалните институции, со помош на општина Кочани и државните институции ќе бидат сите навремено известени за сите градежни активности, ќе се почитува строго правилата и законите за безбедност и здравје при работа, како и законот за животна средина, за чувување на животна средина. Наша задача ќе биде да ги имплементираме сите стандарди во градежништвото, значи наша задача посебно ќе биде да го пратиме изведувачот во нивната работа. Имаме сериозна лабораторија за таа работа, која што ќе биде скоро секојдневно на терен. Сакам да кажам дека нашето искуство ќе го споделиме исто со изведувачот, доколку настанат некои грешки, ние ќе ги коригираме и се надеваме дека ќе ги задоволиме стандардите и барањата од договорната документација, а се разбира во интерес на општината Кочани. Со средствата ќе се асфалтираат улици во вкупна должина од 3,9 километри, и тоа Кракна, Орце Николов, Февруарски поход, Ѓорче Петров, 13-та македонска бригада, Димитар Лазаров, македонска, Разлавечка востание и 15-ти македонски корпус, како и Пиринска, 554 во Прокарка и Јанка Стојменова во Оризари. Заврши изградбата на градската капела во Берово, која наскоро ќе биде пуштена во употреба. Градските капели се законска обврска на сите општини. Заврши изградбата на градската капела во Берово. Тендерските активности се завршени според предвидените планови по проектот, изработен од фирмата Габер проект. Средствата се обезбедени во целост од буџетот на општина Берово во вредност од 7 милиони денари. Е во завршна фаза изградбата на капелата
и треба да каже самиот изведувач на работите кога да ја формираме комисијата, да направиме технички прием на објектот и подоцна да донесеме преку советот одлука да ја предоставиме на јавното комунално предпријатие да се отпочне со работа на истата, поготово сега е веќе тоа неопходно, зашто летните температури си го прават своето, па така мислам дека капелата ќе биде прифатена и ќе се користи јако за неубави работи, но сепак тоа е еден природен и нормален процес кој еве со самата изградба на истата ќе овозможиме да сите тие болки полесно се пребродуваат. А тоа сега го изискуваат и позитивните законски одредби со тоа што ќе се спречи веќе одењето на поворки по улиците каде што се спречува нормалното одвивање на сообраќајот и така мислам дека граѓаните тоа ќе го припатат. Објектот е со должина од 10 метри и широчина 8 метри. Поставени се 4 комори и опремени се сите потребни простори кои ги бараат објектите од ваков тип. Капелата се наоѓа до црквата Свети Тодор, до градските гробишта во градот Берово.